Добар ден, неделно издание на вестите на Канал Плюс. Во нив ќе гледате. Од 1 октомври стартува со работа акционерското друштво Водостопанство кое ќе управува со сите системи за наводнување. Владата објави оглас за извршен директор. Општина Кочани објави јавен оглас за изработка на проектна документација за изградба на нов кружен тек во градот. На 20 август ќе се спроведе авионска дезинсекција во Штип и Кочани. Авионската дезинсекција ќе се изврши во утринските часови во периодот од 5 до 8 часот. Од 1 октомври стартува со работа акционерското друштво Водостопанство, кое ќе управува со сите системи за наводнување. Владата објави оглас за извршен директор. Централизацијата на 12 водостопанства се очекува да ги надмине слабостите во системски, технички, финансиски и организацијски аспект. Со централизирана работа на подружниците ќе се зголеми ефикасноста на работата, изјави заменик министерот за земјоделие Ванчо Костадиновски. Поголем ефект во делот на расчистувањето на каналите, бидејќи ќе има подружници кои што ќе треба да достават план и програма за расчистување на каналите и ќе одговараат пред одборот на директори и пред главниот и извршен директор. Клучните задачи на извршниот директор ќе бидат да ја организира и да раководи со работата на акционерското друштво Водостопанство, да предлага програма за работа и развој на друштвото, да ги извршува одлуките на собранието на друштвото. Во земјава беше воведено задолжително, но и бесплатно образование за сите граѓани до 18 години. Се зголемија ученичките и студентските стипендии, но се подобри и студентскиот стандард. Дека и понатаму образованието останува приоритет на владата, говори и фактот за бесплатни учебници, зашто досега се инвестирани повеќе од 35 милиони евра. Годинава владата ќе инвестира 7 милиони евра во обнова на стари учебници. Веќе 7 години поред ние имаме, го имплементираме, спроведен е проектот бесплатни учебници. Новина е што оваа година сите учебници што се постари од 5 години ќе бидат заменети со нови, освен оние кои што следната 2016 треба да бидат заменети со нови од Кембридж програмата во 7, 8 и 9 оделение. Оваа година од 15 се заменуваат во Кембридж програма математика и природни науки за 4, 5 и 6, а следната за 7, 8 и 9. Значи сите учебници постари од 5 години се заменуваат, освен по овие два предмета во 7, 8 и 9 оделение, бидејќи до година ќе се заменат, нема логика и оваа година нови да купуваме и до година повторно нови. За ова ќе се инвестираат 7 милиони евра. 7 милиони евра во обнова на стари учебници, и оние кои што се целосно дотраени и оние кои што не се целосно дотраени. Ветивме дека во период од 5 години ќе ги реобновуваме и тоа и го правиме. Така што тоа е добро. И вториот крупен проект таму е проектот со Кембридж програмата, како што спомнав, оваа година, минатата година се математика и природни науки од Кембридж програмата влегува во прво, второ и трето оделение. Оваа 2015 од септември 4, 5 и 6, а следната 7, 8 и 9 година и 9 оделение ќе добијат учебници од Кембридж програмата по предметите природни науки и математика. Потоа планираме да продолжиме и за средните училишта, а откако тоа ќе го завршиме по овие два предмети, планираме да разговараме и за други наставни предмети да се вкопат во Кембридж програмата. Општина Штип веќе долги години е студентски град во кој од година на година се поголем број на студенти одлучуваат да студираат на факултетите на Универзитетот Гоце Делчев. Сместувањето на студентите најчесто е во приватни станови, а од неодамна и во приватниот студентски дом, како и во државниот студентски дом, во кој се сместени средношколци. Сепак овие два студентски дома со капацитетот со кој располагаат не се доволни за станување на сите студенти. Проректорот по настава професор доктор Емилија Јаневик Ивановска изјави дека сместувањето на студентите во студентски дом е равенка со повеќе непознати.
Ова е слаба точка, нели и Јахил имал пета слаба. Веројатно е тоа нешто кое што универзитетот чини максимум напори колку може. Меѓутоа, осместувањето на универзитетите е еден комплексен, не би сакала да кажам проблем, меѓутоа едно комплексно прашање. Тоа е една равенка со повеќе непознати, кое што веројатно ќе треба да ја решиме заеднички сите. Општина Кочани објави оглас на електронскиот систем за јавни набавки за доделување договор за јавна набавка за предметот изработка на проектна документација за кружен тик на раскросницата помеѓу булевар Стево Теодосиевски, булевар Никола Карев и улица ВМРО во општина Кочани. Отворањето на првичните понуди е јавно и е закажано за 3 септември во 12 часот во просториите на општина Кочани, сала за состаноци прв кат. Заинтересираните економски оператори можат да извршат увид во тендерската документација на веб страницата на општина Кочани. Министерството за здравство соопшти дека во четврток на 20 август ќе се спроведе авионска дезинсекција на подрачјата на 9 центри за јавно здравје. На истокот ќе се прска во Штип и Кочани. Авионската дезинсекција ќе се изврши во утринските часови во периодот од 5 до 8. За таа цел се известуваат лицата кои чуваат пчели навремено да ги превземат потребните мерки за заштита на пчелите и да не ги пуштаат надвор во наредните 3 до 4 часа од прскањето, се вели во соопштението на Министерството. Бројот на загинатите во силните експлозии во кинескиот град Тијанџин достигна до 112, а по 95 лица се уште се трага. Од исчезнатите 85 се пожарникари. Повеќе од 720 луѓе стануваат во болница четврти ден по несреќата во средата, која во почетокот беше одредена од локалните жители како фрлена атомска бомба. Во запалените магацини имало повеќе од 100 тони натриум цијанид. Земјотрес со интензитет од 5,6 степени според Рихтеровата скала погоди неколку села во јужна и централна Гватемала. Земјотресот не предизвикал штети, а засега нема информации за евентуални жртви. Епицентарот бил на околу 80 км јужно од Гватемала Сити, а земјата се наоѓа во ризична област во која се спојуваат карипските и североамериканските тектонски плочи. Еквадорскиот председател Рафаел Кореја прогласи воредна состава поради будењето на вулканот Котопахи во близина на главниот град Кито. Вулканот се смета за еден од најопасните на планетата, токму затоа се евакуирани неколку населби. Поради загадувањето на воздухот, локалното население почна да носи медицински маски. Ова е прва ерупција во последните 7 децении и е фријатска ерупција, која од вулканот избива пепел без исфрлање лава. Македонската кошаркарска репрезентација со дуелот против Венецуела ги заврши подготвителните надпревари на домашен терен и сега ќе следуваат надпреварите кои Македонија ќе ги игра во Литванија, Шпанија и во Летонија. На последните два дуела со Венецуела во Гевгелија и со Израел во Скопје, ситните повреди го одредуваа составот на 12 играчи на кои сметаше селекторот Маријан Срабиновски. Во Скопје против Израел надворот тимот беа Александар Костовски и Марко Симоновски, додека во Гевгелија Венецуела ја скукна Александар Костовски, Војдан Стојановски и Кирил Николовски. Во текот на надпреварот на повреда се пожали Дамјан Стојановски, кој потоа не се врати во игра. Повредите на сите играчи се санирани, а на следните надпревари селекторот Срабиновски нема да смета на Кирил Николовски, што значи дека во конкуренција се 14 кошаркари, откако на вчерашниот дуел со Венецуела првите минути во подготовките ги имаше и Ричард Хендрикс. Македонија следниот надпревар ќе го игра на 18 август против Литванија. Овде е крајот на вестите. Гледајте не повторно во 16:30 за настаните кои ја одбележаа изминатава недела. Ви посакувам пријатен ден.